Родослов е запис за потеклото на една фамилија. Тоа е нешто како семејно стебло каде се прикажани и опишани чукундедовците и чукунбабите, прадедовците и прабабите, дедовците и бабите и се така до модерните генерации. Значи, денеска ќе се потсетиме и ќе зборуваме за нашите предци. Дедо ми се викал Силјан. Тие биле двајца браќа. И другиот починал. И ако сам се родил, тоа било манастирец, тоа е во Деварско езеро, сега таа зграда што било. И дедо ми земал документите, ми се роди Пануш и јас сум Пануш. Името ви е Пануш? Пануш, да. Еве ти лична карта. Еве ти лична карта. Ајде да видиме, стварно пишува Пануш. Еве, гледаме. Пануш. Брат му, дедо ми се викал Пануш и да остане името. Моите предци, јас сум Влаинка од Кочани. Моите веројатно биле, не можам да знам, или од Грција или од Романија. Така имавме роднини и во Грција и во Романија. Дедо ми 100 години живееше. Добра, а што беше вашиот дедо, вашата баба? Земјоделци, со земјоделие, со стока. Со стока, стоката на планина ја носеле. Така сме биле имотни. Сега запустено е, нема. Знаете за вашиот дедо, така? Да. Знаете ли за вашиот прадедо, например, нешто? Не. Што беше вашиот дедо? Да. Земјоделец. Каде? Па овде у Скопје. Значи овде стар скопјанец земјоделец бил дедо ми. Значи, А предедо ви? и прадедо ми. Прадедо ми живееше 116 години. 116 години прадедо ми. Дедо Косте беше. И дедо ми исто само земја купувал на времето. Само земја овде купувал, разбираш? Ама џабе, ти купуваш, државата ти ја зима без пари, не ти дава државата, разбираш? Дедо ми работеше цело време на земја, И он знаеш што викаше? Он учеше синко, вика, земе, вика, учи, работи, вика, да знаеш некој занат, вика. Не, вика, да учиш, вика, глупости, вика, некој занато ќе ти даде парите, викаше, разбираш? И сега дедо ми никад не работел државно, никад. Знаеш што е никад? Све на земја работел. И мене ми учел да работам на земја, разбираш? И он знаеш што викаше? Дедо ми, Бог да го прости што викаш. Он вика, синко, вика, ја од броја на пара не живеам, вика. Спомнавте дека вашиот прадедо живел 116 години. Мал бев кога почна да се сеќам 116 години и пази замисли. Ама си имал некој режим на исхрана он, разбираш. И татко ми кажуваше, вика, дедо ти Косте, вика, значи он си имаше, вика, посебен тањир од што јадеше, вика, посебен тањир. Си имаше едно шише, вика, од јупи, вика, вино што си пиеше, вика. И вика, тоа му беше као доза, редовна доза. Вика, тап ти си каснеше тоа, вика, ти си го испиеше тоа и му беше како мерка, вика, знаеш. И што му текна, вика, не беше болен, вика, ни лежеше, вика, ништо, вика. И одеднаш што му текна, Господ така го натерал, разбираш. И вика, бе, тури му уште малце, вика, и се прејаде, вика, и отиде човекот, вика. Од прејадување си умре на 116. На 116 години, од прејадување. Ој прадедо ми се сеќам, бев мал, се сеќам, уште не разбирав толку многу, ама се сеќам така малце, знаеш. И онот на времето, нели, ги чувавме кога ќе погребат човекот. И у соба тука и го плачат, доаѓаат, го гледаат роднини едни други што беше. Јас се сеќам малку беше, и они сите плачат и ја онака како на шал, они плачат и ја плачам онака. И кога ми плесна еден шамар вака, што правиш, вика, магар едно, вика, разбираш. Збориме за дедо ми Славо Петров, што сум ја крстен на него. 41 година бил војник во на српска, на краљевска војска. Напаѓаат германците, заробуваат, има предавство. Војската е пуштена на милост и немилост. Значи офицери она пребегнуваат. Заробена од група четници, кои што вршат огромен терор и стрелање на нив. Дедо ми си има извлечено и спасено што се пикнал под тела на мртви војници. Кој наоѓа германска единица, која што до душа го санираат, го лечат и после некако некоја размена таму го пуштаат. Доаѓа во Македонија, се приклучува на партизански одреди. Главен му бил сега покоен генерал Раде Гогов. Под негова команда бил и бил главен курир за цело снабдување на сите партизански одреди во цела Тиквешија. По завршување на војната му било понудено или да иде во армија, или да иде во милиција, тогаш народна милиција. Меѓутоа, тој таткото на дедо ми, прадедото му рекол, слушај, не иде у милиција, седи си тука и добива да биде главен за наводнување на каналот Дардемир Капија до Досница. Фактички он го има и направено тој канал
од тогашно водостопанство за наводнување. И тоа е тоа. И има пофалница титул добиено на орден. Значи директно имало следба со маршалот од тоа време. Како се викаше вашиот прадедо? Раде мислам. Дедо? Столе. Да не го знаете случајно и Чукун дедот? Не го знам. Каде живееше вашиот прадедо Раде? У Гостивар. Ви раскажуваше ли вашиот татко за вашиот дедо, за вашиот прадедо? Ви кажуваше ли приказки? Тој да ми каже, јас сум заборевал. Така. А дали вие им раскажувате за вашиот татко, за вашиот дедо, за вашиот прадедо на вашите внуци? Не комуницираме сега со деца. Не шишаат толку. Што знаете за прабабата и прадедото? Па каде се родени, што направиле можеби во животот во однос на куќа, домување, деца. За баба ми, за дедо ми знам дека имале прибрано семејства од Егејска Македонија и извесен период живееле заедно со нив во домот. Штета што немаме свест да го запишеме сето она што и како стебло нели семејство, бидејќи реално во поново време многу малку ги знаеме нашите предци. Нели мислите дека е време да седнете сето ова што го знаете за вашите предци, да го запишете и да го предадете утре на новите генерации? Па да, одлична идеја, мислам дека ќе почнам. Моите прадедо и прабаба живееле во Кочани, едните, другите во Штип. Баба ми работеше во Баргала, мислам уште живее, да, работеше во Баргала во Штип, другите земјоделци. Што мислите, дали е добро да се направи родослов, каде што ќе се опишат прабабата, прадедото, бабата, дедото и сето тоа да им се предаде на новите генерации што доаѓаат? Па јас правам, направив дрво за предците, да, со баба, со дедо, со прадедо, прашував. Радуваат децава, да, многу сакаат. Интересно им е, нели? Да, забавно е кои биле нивни прадедо, прабаба, од двете страни, од кај мајка ми, од кај татко ми, од кај свекрвата и од кај свекорот, да, направив. Вела баба ми, да, она многу сукаше зелник. Да, сакам и ја научив и јас, сукаме и ја научив и ќерка ми, да. Пред известно време мајка ми даде листови од покојниот дедо, во кој тој педантно запишал кој му бил прадедо, дедо и така натаму. Си купив лупа и ред по ред се создаде родослов. Во меѓувреме се поврзав и со други роднини, кои ми дадоа дополнителни информации, па веќе се напишани 30 на странички со важна историја за моите предци. Дознав дека мојот Чукун дедо, например, од Албанија пребегал во Крушево. Дознав дека мојот прадедо, иако малку писмен, направил 2 куќи. Мојата баба била офицерска ќерка. Дознав дека моите родители се запознале на автобуска станица и така натаму. Верувајте ми, поинтересно истражување не сум имал во животов. Обидете се и вие, ќе ме сватите што ви говорам. Добро, од минатото ќе пропатуваме во сегашноста, а сега е најактуелно светското првенство во фудбал. Кој ќе биде шампион? Би сакала Шпанија. Ја мислам или Шпанија или Франција. Франција. Сега најверојатно некој од Африка. Ај Франција нека биде. Франција? Не верувам. Англија? И за нив не верувам. Норвешка? Норвешка напредна многу, мислам. Можда нема да бидат шампиони, ама бар второ место Норвешка ќе биде. Го решивме и фудбалот. На крај, за да биде забавна оваа анкета, ве прашавме како се забавувате и дали се веселите по кафеанчиња. Шах играме. Која варијата најмногу ја преферирате? Која варијанта? Добро, што направивте во шахот? Победивте или изгубивте? Па 2-1 беше за мене, ама добро, тоа е тоа. А играте по нешто или ништо? Пивце, ова, она? Не бе, па ти и така летат пиво, и така летат ракијички, тоа не е проблем за тоа. Па играм бридж, табла играм така со некои други луѓе, така и зависи кој. Добро, тоа е добра забава. Како, со кој како, да. Јас се поише обожавам и пливање, ама се нема кај да пливаш, разбираш. Кога последен пат вашиот супруг ве однел во кафеана? Вчера. Да. Имаше повод? Па онака, си одиме често. Јас дефинитивно во кафани не одам, а и не ме почастиле, реално. Кога последен пат ја однесовте супругата во кафеана? Па не ќе диде, не може да оди. Не е добра со нозете, а? Не е добра, има операции и за тоа. Иначе
Да биде подобро, поздрав до сопругата. А па, кога последен пат, ретко, многу ретко прибедејќи сум без работа, изгубите работа, она баш и за некои луѓе таму и не сте добре дојден. Ги вртат главите, мисла дека вие ќе седнете на нивни трошок. Кога последен пат сте биле во кафеана? Па скоро, да, идам со мажот. Ве носи? Ме носи, многу е вреден работи, знае и да ме однесе и така. И дури ми нуди се на одмор да одам сама со сестра ми, јас викам не сакам и така. Сите сакат, јас не ќам. А спремен е да ви го плати одмор? Да, вика земи 600 евра и оди на одмор, викам не ќам. Чека, да, зошто не сакат? Не знам, така, сум одела многу и сега некако си се осеќам, он уште работи, 82 години. 82 уште работи. Што работи? Клими, хладњачи со внукот и оди со него. Му викам седи дома пензијата кога ќе ја користиш. Ако седнам, вика готов сум. Вака вика ме одржава тоа. Па, драги луѓе, ви благодарам на искреноста и на убавите муабети. Довидување.